Рокот истекува, договор за новите изборни правила нема. Блокадата на СДСМ и Левица ќе чини Македонија повеќе од вообичаеното политичко препукување. Без овој закон нема целосно исполнета реформска агенда, како еден од клучните услови за напредок кон Европската Унија. И покрај тоа што власта им ги прифати речиси сите забелешки, освен гласањето на диаспората, партиите на Филип Чијапасиев не најдоа заеднички јазик за премостување на разликите. За ВМРО ДПМН ваквиот однос на опозицијата покажува дека ќе сторат се само за да не им се олесни гласањето на нашите иселеници низ светот. Едните демек повикаа опозицијата да седне и да разговара, а другите демек не ја прифатија понудата. Ова е само провидна игра на опозицијата со која единствената цел е да не се олесни гласањето на диаспората. Опозицијската СДСМ, која ја одби средбата со Левица, на која требаше да се разговара како ќе се настапи во однос на ставовите на владата, тврди дека целта на власта е да се манипулира со гласовите на нашите иселеници и дека масовно гласање на диаспората ќе отвори можност за кражба на нивните гласови. Гледајќи како е насилничка, гледајќи како е криминогена, ова е тоа што може да се очекува. Ќе го поддржиме секој закон кој што е вистински европски, кој што ќе го подобри квалитетот на законот согласно препораките, ама нема да дозволиме власта да протне во овој закон механизам за утре да ги крадат изборите. Од Европската Унија се оптимисти дека и покрај непомирливиот јас меѓу власти и опозицијата, но и меѓу СДСМ и Левица, сепак последниот реформски закон ќе биде изгласан во собранието. Јас навистина се надевам дека тој консенсус помеѓу политичките партии ќе се постигне, имајќи предвидна информација дека политичките партии, всушност нивните координатори се сретнуваат на дневна основа, така да навистина се надевам дека и овој чекор од реформската агенда, тоест измените на изборниот законник ќе можат да се постигнат, затоа што се работи за 4,2 милиони евра. Според моменталните законски решенија, иселениците може да гласаат само во амбасадите и во конзуларните представништва на Македонија. Власта сега предлага алтернативни решенија за олеснување на гласањето, тоа да биде онлайн или преку пошта. Околу измените на изборниот законник, парламентарните партии преговараат цели 4 месеци. Рокот за нивно гласање изминува утре.